Во Тетово заседава Централното председателство на крилото на Арбен Таривари од Алијанса за албанците. Таму е Петар Догов. Петар, најавено е дека состанокот ќе трае долго, две прашања се клучни, настапот на локалните избори и како договорот денеска на Алијанса за албанците ќе влијае врз владината коалиција. Токму така. Се уште се чека одлуката како Алијанса за албанците, односно крилото предводено од лидерот Арбен Таривари, ќе се постави на предстојните локални избори со оглед на тоа што се уште трае состанокот на Централното председателство на партијата кој што започна во 19 часот во партиското седиште овде во Тетово. Додека се чекаат клучните одговори од највисокото партиско раководство, уште пред состанокот беше евидентно незадоволството кое што владее во редовите на Алијанса за албанците и тоа главно произлезено од прераспределбата на градоначалничките и советнички позиции за локалните избори. Имено во Алијанса за албанците предстои преовлада впечатокот дека е потребно да се бираат кандидатите мериторно, односно оној кој што е најдобар кандидат да се најде на листите наместо тоа да се задоволуваат проценти кои што произлегуваат од меѓукоалицијските договори кои што ги имаат внатре во коалицијата вреди. Овде најпрво ја слушаме изјавата која што пратеникот Халил Снопче ја даде за Телма телевизија. Заедно со вреди или самостојно на изборите? Па не знаеме, сега имаме председателство ние. Нели? Како преовладува ставот кај вас? Па ќе видиме. Прва констатација треба да биде дека не е усвоен ни еден наш предлог од нивна страна. Значи сите наши предлози се одбиени. Па ќе видиме денеска што е. Председателот ќе не блокира. Во однос на распределбата на градоначалничките позиции? Точно. Значи сите предлози што сме дали ние официјално, иако во медиумите не сме ги дали предлозите, значи фактички сме одлучиле да бидат тајни, нели? Не се усвоени од нивна страна, па ќе видиме што ќе биде денес. Кои општини најмногу запад? Ќе видиме. Во отсуство на информации како врви работата внатре на состанокот, за што се разговара и дали веќе дошле до некакви решенија главните партиски функционери на Алијанса за албанците, се враќаме и на изјавата на Блерант Рамадани, кој што е генерален секретар на партијата, а изјава која што ја даде пред состанокот, односно пред Централното председателство на партијата. Тој се соочи со бројни конкретни новинарски прашања, но даде оскудни одговори и воглавно неконкретно одговори на поставените прашања. Имено беше запрашан дали ако Алијанса за албанците одлучи да трча самостојно на локалните избори, тоа ќе значи излез од коалицијата вреди, а со тоа и напуштање на владата. Партискиот генерален секретар кажа дека тоа е хипотетичко прашање и не даде конкретен одговор. Исто така беше запрашан и за евентуалното помирување на двајцата раскарани предводници на двете посебни крила на Алијанса за албанците, Таравари и Села, а од неговата изјава се добива впечатокот дека и такво нешто не е исклучено во наредниот период. Но овде ја слушаме изјавата на Блерант Рамадани. Тоа е прашање кое што се отвори и чисто искрено не се дискутираше во Централното собрание. Гледам, значи, пошто не е далеку времето кога ние бевме заедно, тоа е една година, но зависи во иднина, може да биде и дел каде што ќе се анализира и тоа, но особено во овој дел главно да анализираме околностите. Интересно е, пошто коалициите не може да се дефинираат, особено партиите кои што се дел од коалициите, за излез, бидејќи тоа е целата коалиција. Значи, ние овде дискутираме како ќе биде нашиот пристап до локалните избори, а еден од нашите главни адути е дека ние треба да ги бираме најдобрите кандидати, не да се бориме за процентуална или кој каде ќе настапи, туку да најдеме механизам на кој што ќе возможи најдобрите кандидати внатре во влен да излезат на виделина, бидејќи тие ќе бидат идни менаџери на тие општини. На овој состанок на Централното председателство на Алијанса за албанците му претходеа бројни јавни препекувања помеѓу лидерите на коалицијата вреди, па така Билал Касами му порача на Таравари дека ќе го јаде волкот оној кој што ќе се одлучи да ја напушти групата. Оваа изјава Таравари ја оцени како избрзана,
а исто така имаше и бројни состаноци, но зад затворени врати на четворицата лидери на коалицијата Вреди. Тоа се Билал Касам, Изет Меджити, Зекирија Ибраими заедно со Арвен Таравари, кои што на неколку состаноци се обидоа да донесат некакви решенија, односно да ги испеглаат разликите, а одлучија и да формираат работни тела на коалицијата кои што ќе работат на договарање на настапот на Вреди на предстојните локални избори. Во рамки на сето ова и за сите овие прашања очекуваме голем дел од прашањата да бидат одговорени и очекуваме разврска во следните, се надевам, час и половина, бидејќи беше најавено дека состанокот на Централното претседателство на Алијанса за албанците ќе трае 3 часа, веќе поминаа тие 3 часа, па така можам да кажам и дека секој момент очекуваме ние некакви нови информации од внатре од состанокот за сликата да биде појасна. Петар, доколку имаш информации до крајот на овие вести, те очекуваме. Ако не, сите информации видете ги на нашата интернет страница telma.com.mk. Тоа беше Петар Догов кој известува за состанокот на Централното претседателство на Алијанса за албанците.